Bonjour, chers élèves. Je m'appelle Biljana Načovski. J'enseigne au collège Saint-Clément Dorit de Delčevo. Dobar den, dragi učenici, ja sam Biljana Načovski i sam nastavnik po francuski jezik во основното училиште Свети Климент Охридски во Делчево, како и во подрачните училишта во село Тработивиште и село Разловци. Денешната наставна единица е наменета за учениците од 7 одделение и денеска ќе учиме за опис на пейзаж. Кои се целите на овој час? Целите се да се запознаеме со дел од зборовите изразите кои што се користат за опис, како и да опишете пейзаж. Зошто велам дел од зборовите? Затоа што голем дел од зборовите ќе ги учите во 8 и во 9 одделение. Најпрво да видиме што е тоа пейзаж. Qu'est-ce que le paysage? Le paysage est la partie d'un pays que la nature présente à un observateur. Значи, пейзаж е опис на место, крај или предел кој што е представен преку природата. Односно, она што природата ви го дава на дланка, и еден пейзаж може да биде представен преку песна, текст, фотографија или цртеж кој што вие ќе го нацртате. Да ги наблюдуваме фотографиите. Значи, гледаме неколку пейзажи од неколку места и можете да претпоставите за што се работи. Значи, ова е што? Un pays. Une ville. Значи, во секоја земја имаме градови. Un village. Une rivière. Une montagne. Un lac. Une mer. Уште еднаш да ги повториме. Значи, ова се учени зборови. Un pays. Une ville. Un village. Une rivière. Une montagne. Un lac et une mer. Comment décrire un lieu ou un endroit? Un lieu et un endroit се зборови кои што значат место. Значи, како да опишеме некое место? Овде има неколку прашања кои што вие ги знаете, ги имаме сретнато до сега и овие се прашања кои што се поставуваат за опис на некое место, односно да кажете каде се наоѓа некое место. Où se trouve-t-il, ou elle? Où est situé, значи каде се наоѓа или каде е сместено. Il est comment, elle est comment. Il est grand, elle est grande. Il est petit, elle est petite. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-il? Значи овде имаме изрази, дел од нив се учени, некои се нови, значи имаме il est loin de, elle est loin de, учено е, нели далеку од. Il est près de, elle est près de. Il est à 2 pas de, значи на чекор до или сосема близу. Овде имаме нов израз. Il est au cœur de, се наоѓа во срцето на. Il est dans le centre, се наоѓа во централниот дел. Il est au pied de, исто така, еден нов израз, се наоѓа во подножието например, le village se trouve au pied de la montagne. И овде, значи, il est à 10 km de, il est à 15 km de, ou il est à 20 km de, се искажува оддалеченоста на некое место од друго место. Qu'est-ce qu'il y a? Овде имаме нови зборови, значи нови поими кои што се поврзани исто така со пейзаж. Значи имаме un champ, un jardin, des arbres, de fleurs, de l'air. Уште еднаш, заедно, ајде. Un champ, un jardin, des arbres, de fleurs, de l'air. А сега да видиме што значат тие зборови. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un champ. C'est un champ. Предпоставувате дека се работи за поле. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. C'est un jardin. Значи, што е тоа? Градина, така е. Quelle belle vue, колку убава гледка. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des arbres. Il y a des arbres. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fleurs. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a de l'herbe. De l'herbe. Значи, зеленилото, односно, ова овде кој што е представено, на француски се вика de l'herbe, или тоа е трева. Quelle est la vue et quelles sont les couleurs?
Значи каква е глетката и кои се боите? Вие имате учено за бои и при опис можете да ги користите боите. Значи овде имаме неколку фотографии и да наблюдуваме заедно. Le ciel, значи ова тука е le ciel, односно небо, гледаме значи небото. Le soleil, ви е познато, le soleil е сонце. Сега имаме le lever du soleil, le lever, значи lever, сигурно претпоставувате дека тоа беше глаголот lever и se lever, кој што го учевме во шесто одделение, кој што значеше станува, но овде преведуваме како именка изгрее сонце и le coucher du soleil е зајди сонце. Значи овде е представено изгрее сонцето, овде на оваа фотографија зајди сонцето. Des nuages, значи ова се облаци, сето ова заедно е la nature, природа, et quel beau paysage, колку убави пейзажи. Donner une appréciation, значи кое место и да го опишувате, треба да искажете впечаток за тоа што мислите да искажете со некоја реченица, како во овие примери. C'est magnifique, c'est formidable, значи прекрасно е, c'est très beau, c'est exotique, екзотично е, значи кога се работи за некој интересно екзотично место. C'est extraordinaire, исклучително е или е многу убаво. C'est fantastique et c'est impressionnant, воодушевувачки е. И сега, кои се најчесто потребуваните глаголи и реченици кога опишувате нешто? Значи, или ја, изразот од глаголот avoir, има, кажувате што има. Je regarde, nous regardons, како во случајот, употребуваме nous regardons. J'aime, j'adore, кажувате што ви се допаѓа. J'admire de е еден нов израз и значи се воодушевувам од глетката, од цвеќињата, од природата и така натаму. Je profite de la nature, значи уживам во природата или го искористувам сето она кое што е добро од природата, а тоа најчесто може да биде убава гледка и убава прошетка. Je suis passionné de, јас сум воодушевен или воодушевена од. Donc, on regarde une photo. C'est une belle photo. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. Et qu'est-ce qu'on regarde? Il y a des fleurs, des arbres. Et donc, on va voir quelles sont les couleurs. Donc, le paysage est formidable. C'est un beau jardin. Et moi, j'adore les jardins. Il y a beaucoup de fleurs. Je suis passionnée de la nature. On voit des fleurs jaunes, roses, blanches, rouges et violettes. Les arbres sont de différentes couleurs. Le soleil brille, c'est magique et je suis très impressionnée. Значи, ова е начин како да се опише еден пейзаж од убава градина. Зборовите ви се познати, учени се и одите натаму. Бидејќи во нашата земја, значи во Македонија имаме природни езера, се одлучив за опис на еден ваков пейзаж. C'est un lac naturel, значи ова е природно езеро. La ville se trouve au bord du lac. Le lac est très beau, il est petit, il y a des plages, les plages sont petites, le sable est fin et l'eau est chaude. Les touristes admirent des paysages et profitent de la nature. Le ciel est bleu et le soleil est magnifique. Formidable. La vue est spectaculaire. J'adore le coucher du soleil. Значи, овде мислам дека само нов израз ви е le sable. Значи, зборот песокот, еве ова, значи, и другото е се учено, гледате дека е објаснето за природно езеро, местоположбата, опишано е какво е езерото, дека има туристи и каква е всушност гледка. И сега, c'est un lieu, значи тоа е едно место, значи овде е означена оддалеченоста од градот. Гледаме колку убави фотографии. Ова е училиштето во тоа место. Гледаме тука, ја гледаме црквата. Ова е една убава гледка од планина, од блиската шума која што се наоѓа всушност до селото. Donc, il s'agit de Трботивиште. On va voir. C'est un petit village qui se trouve à 10 km de Delchevo.
Il est situé à côté de la route entre Delchevo et Berovo. À gauche de la route, il y a une petite pinette d'où on voit le village entier. Le panorama est spectaculaire. Il y a aussi deux rivières, la Pinette et les rivières en même temps. C'est génial. La nature est splendide. Il y a des champs, des arbres et des fleurs. Le climat est différent de celui de la ville. Le ciel est très beau. Près du village, vous pourrez goûter du poisson. Et c'est délicieux. Значи, за сите оние кои што не го познавате ова место, но оддалечено се 10 километри од Делчево, интересно е што во близина има шума, има две реки, една помала и поголема и тоа е навистина баш убава гледка. Значи, од блиската шума можете да го видите целото село и климата е секогаш малку поразлична од онаа во градот. Сепак интересно место и топло ви го препорачувам и во близина на селото можете да пробате многу вкусна риба. Значи можете да патувате насекаде во Македонија затоа што има многу убави места и можете да уживате во многу убави гледки и пейзажи. Домашна задача: нацртајте и опишете го вашиот омилен пейзаж. Значи, можете да напишете за нешто што не објаснивме или пейзаж кој што не го представивме, сепак во секој случај она што ви е омилено и најлесно. Значи, ова беше се од мене. Се гледаме наскоро, останете дома и понатаму учете француски јазик. Apprenez le français. À bientôt.